Да, се враќаме во емисијата во студиото, како што кажав, продолжуваме со високото образование. Господин Илиевски, денеска излезе една вест која некако подсетува на вашиот случај, она што вие го имавте како проблем. Денеска, значи, истражувачка мрежа тврди дека 7 универзитетски професори од медицинскиот факултет при Универзитетот во Тетово објавиле трудови кои се плагијат или копија на веќе постоечки трудови. Тие тоа го докажуваат со споредување, едноставно споредување на трудовите со оригиналите, навистина и лаик може да види дека има исти формулации. Од универзитетот нема никаков коментар, молк за целиот случај. Сега гледаме после вашите обвинувања дека повторно се повторуваат истите работи и никому ништо. Јас морам да ви кажам, она што јас го открив со министрите и со директорот таму, за нивното унапредување, иако и мирува работиот однос, и со нивните парични средства што земале хонорари, а и мирува, што е спротивно на законот за високо образование, открив невиден образовен криминал. Ова денеска, што го открива Веритас, издание што е, на овие професори од Универзитетот Тетово, на медицинскиот факултет, а нема само на медицинскиот, има и други, овде треба сега Државниот просветен инспекторат, до вчерашните мои колеги, новиот директор, да не спие, да појдат да се откријат овие работи. Бидејќи вакви состојби имаме не само на Универзитетот во Тетово, и на други универзитети, приватни, кои што се штанцаат за научни звања и сега им треба, за да добиеш наставно звање доцент, треба 4, да речеме, труда. Ако сакаш вореден професор, си има таму критериуми. Или за докторат, треба да имаш најмалце 2 труда во списание и така натака. Ова сега што се откри, еден голем скандал. Ако сме нормална држава, а не сме, ректорот на овој универзитет подхитно треба си поднесе оставка. Ова е голем срам за универзитетот кој што е државен, кој што добива државни пари. Добро, вие знаете подобро од мене како функционира сето ова. Кој ги проверува тие научни трудови? Кај кого доаѓаат? Имаме ли некој механизам за проверка? Прво, кога имаме научни трудови во публикации, еве ги откриве. Ако имаме магистерски или докторски, тие одат во Министерството за образование и наука, каде одат на согледување дали има плагијат. Толеранцијата на плагијатството е некаде 25-6% и така натака, да речеме за некои работи. Но од дадена ситуација, а денови ќе се открие и уште еден голем скандал исто на медицинскиот факултет, каде што деканот на медицинскиот факултет не сака да го послуша ректорот, да поминат 10 докторанти. Ова го кажувам за Тетово зборувам. За Тетово. Ова го кажувам ексклузивно за ова емисија. И сега треба, ако не гледа Државниот просветен инспекторат, ако не гледа Министерката за образование, ако не гледа премиерот или било кој, подхитно треба ова да се испита. Ти имаме нов скандал исто на медицинскиот факултет, каде што се инсистира 10 докторанти да поминат така без почитување на критериумите. Не почитувајќи го тоа деканот, сакајќи да биде законито, ректорот на универзитетот го суспендира од декан. Го суспендира. Или и друг имаме еден момент каде што го тера некој професор од Косово, кој што завршил, да го назначи во наставно научно звање. Добро е што имаме такви ситуации, такви професори, кои што сакат да застане на права нога самиот универзитет. Ова ситуација со сега ги слушаме и ги знам овие професори, ги знам можете убаво. Ова е голем скандал. Ова е голем скандал. Да. Димовски, како овие се повторуваат овие работи, не се нови, порано има вакви обвинувања. Како, еве и вас ке ве прашам,
Дали затајуваат механизмите на државата кои треба да ги проверат овие научни трудови? Како они поминуваат? А знаете што, и оно што господин Илиевски го зборува, е голема вистина. Но имаме два моменти тука. Оние научни трудови кои се објавуваат преку Министерството за образование и наука подлежат на проверка на плагијати. Подлежат на проверка. Значи, поднесен научен труд, учебник и така натаму, магистерски труд, докторски труд и така натаму, дисертации, подлежат на проверка на плагиаторство. Посебен оддел има Министерството за образование, каде што се проверуваат. Толеранцијата е до некој процент и така натаму, да, но не може да помини учебник комплетно препишан од некаде, да им се сервира на студентите, на учениците и така натаму, без разлика каде, затоа што од Министерството за образование одобрува печатење на учебници од основното па до високото образование. Но во оние образовни институции каде научните трудови се печатат во форма на скрипта, во некоја приватна печатница и така натаму, сами си ги финансираат таквите печатења за потребите на своите студенти, тие не подлежат на тоа. И таквите работи се појавуваат, што е сосема нормално. Во моје време на студирање, верувам и во студирањето на господин Лиевски, тогаш немаше доволно учебници, учевме од странски учебници, од Србија, од Хрватска и така натаму, но професорите па си правеа своји скрипти. И тоа е плагијат. И ги продаваа, да. И ги продаваа, нели? Сето тоа во поново време се претвори во учебници, научни трудови, бидејќи скриптата не беше научен труд во наше време. Скрипта за тој и тој испит, и таа скрипта во скриптара ќе си ја купиш, ќе ја научиш, ќе ја положиш испитот. Ама тогаш се учеше. Сега, ако ја купиш книгата, си го положил испитот. Мислам, се менуваат времињата. И затоа викам, не постои механизам на проверка на оние учебници или научни трудови кои не поминуваат низ филтерот на Министерството. Јас верувам и убеден сум, господин Илиевски доаѓа од инспекторатот, Државниот просветен инспекторат, дека не знам, бев и јас во дел од Министерството, не знам дека некоја книга плагијат поминала, а да ја платило Министерството да биде издадена. Тоа, она што самите си го подготвуваат, самите ги печатат во нивни печатници и така натаму. Во прилог на ова што го кажавте, почитува новинар, овде станува збор за научни трудови. Научни трудови кои што ги сакаат да ги пласираат во престижни списанија. И сега, за да пуштите вие еден научен труд, треба, значи, да има своји белези на тоа истражување. Кога овие ги дале сите тие трудови, сконстатирале таму, откриле дека е плагијатство, дека интелектуалниот труд е украден од некого. И интелектуалниот труд е украден од некого и дека не е негов. Тука се проблемите. Ние имаме такви ситуации, не само на Тетовскиот, да се разбериме, и на други, државни, исто така. Имаме. И сме ги открили. И биле казнети за таквото нешто. А ги прават само затоа што треба да добијат повисоко наставно научно звање. Оние тука одговорноста на таквото нешто е и на рецензионата комисија, кога ги прегледуваат сите тие моменти, затоа што мора да проверат дали е тоа поминато, како што рече Владо, дали е тоа поминато, значи, од Министерството, дали се поминати, бидејќи ако пишувате во Скопус или во некое друго списание, меѓународно, таму веднаш ви кажуваат, ова не може да помини, бидејќи е плагијат. Има систем на проверка. Значи, токму заради тоа е она што е многу важно. А ова сега што е откриено, тоа е стварно скандал, бидејќи, пази, не станува збор за еден. Да. Кој откриле Ѓорѓи? Не, овде се повеќе професори. И сега, кој е примерот на овие професори што се откриени?
Разлика кон студентот. Како студентот него сега ќе го гледа како професор. Добро, ајде да видиме каде е проблемот, бидејќи како што еве констатиравме сите, ова се повторува, не е нешто ново, ова е хроничен проблем, но тоа е само еден дел од проблемите во високото образование, значи создавањето на реално неквалификуван наставен кадар, научен кадар, создавање на лажни научни трудови, на лажни дипломи, може да кажеме. Така. Имаме проблем и со она условно кажано штанцање на дипломи и за студентите, каде поминуваат така, плаќаат, поминуваат и така натаму. Очигледно е, господин Илиевски, дека имаме системски проблем. А имаме и закон за високо образование. Така. Каде е проблемот? Дали е проблемот во законот? Дали е во непочитување на законот? Каде е проблемот? Повеќето законот си е добар. Да кажеме дека ние имаме добри закони, но имаме слаба имплементација. Не, проблемот е во контролниот механизам. Не, само до момент малце. Апсолутно. Значи, закони имаме, но проблемот е во имплементацијата. Државниот просветен инспекторат откри 800 ненотифицирани дипломи на Стручкиот универзитет. И јас открив со мој колега. Бевме нападнати. Доставивме до министерот за образование, доставивме до МВР, доставивме до владата, до сите институции. Ова зборувам за 5-6 години наназад, не зборувам сега да рече некој сега ги напаѓа. Не, порано и од претходната власт. Ги откривме. И си функционира. Знаете дека градоначалникот на Струга, Рамис Мерко, е вореден професор? Со диплома од Нови Пазар, кој што не е нотифицирана? И тоа сум го кажал 100 пати. Никој ништо не презема мерки. Дури е силен, никој ништо не ми можете. За мене премиер е вика Али Ахмети. Значи, не си моќен во ништо. Знаете дека во тој универзитет работеа и суди од Управен суд и од Апелациониот суд Битола? Дека се и тие инволвирани во овие работи. Јас тоа сум го пишувал во книгава. За сето ова западнати и Судскиот совет, председателот, дека ќе презема нешто, до сега нема ништо. За ова се западнати сите амбасади. Бидејќи вие водите, почитуван новинар, на дворешна политика, морам да ви кажам на работа. Многу ни е важна внатрешната политика. Затоа што овие амбасадори, што ги гледаат овие работи, што ова книга е појдена и кај нив, тие вика ние не се мешаме во институциите на државата. Ние ќе си дадеме тамо кај што треба. И мене воопшто не ми изненади што ние сме на 100 ланска година на 106 место, ланска, лобнанска, која е 106, сега сме 111 по корупцијата и ове не ми изненадува. Значи влезе на институциите ни се заробени. Целосно ни се заробени. И тоа го почувствував. И тоа го напишав. Да. Добро, тоа е и последица она што вие го говорите и што го потенцираме во тој дел околу научните трудови и така натаму. Тоа е последица на една реформа во образованието кога се пуштија дисперзираните студии. Секоја автобуска станица имаше овој факултет или смер на некој факултет и така натаму. И тогаш како и во многу ситуации издипломира огромен број на студенти. Огромен број од нив магистрираа во едно наше време. Магистерските трудови се работеа 6 месеци со истражувања. Сега на Facebook, на социјалните мрежи можете да најдете дека за 300 евра пишувам магистерски труд. И може да си го купите и да не е плагијат, да го приложите и да магистрирате, да го одбраните. Со едно читање од недела дена ќе дојдете и ќе го одбраните тој магистерски труд. Тоа е последица која се влечи со години. Значи, тогашното размислување, кога се отвараат тие универзитети, кој каде ќе му текнеше, дисперзирани студии, кој каде ќе му текнеше и така натаму, сега го чувствуваме преку ваквите работи. Имаме нестручни професори, пишуваат плагијати, научни трудови плагијати, предаваат на студенти, за да добијат звања, препишуваат, за среќа, ова што вие го говорите денеска што беше пласирано во медиумите, не им помина
за објавување во странските списанија, каде што мора да ги објава за да тие добијат некој унапредување. Така да, она што е штетата еднаш направена, со години треба да се исправува. Со години да се исправува. Ние говоревме, го прескокнавме средното образование и така натаму во овој дел. Јас се сеќавате и овдека во ова студија имам говорено дека ние во основното и во средното образование имаме 1600 несоодветни наставници. Со средно образование е наставник во средно образование, на своји врсници предава. Така да ништо мене не ме чуди. Тоа треба со години да се искорени. Да. Иливски, во однос на ова што го кажавте, на примера што го дадовте со Струга, со 800 ненострифицирани дипломи и со сето она што го зборувавте и предходно, покажува еден многу силен системски проблем, бидејќи вие како државен инспекторат, како државен просветен инспектор, тоа потоа го пријавувате до надлежните институции. Так. Го пријавувате до МВР, го пријавувате до обвинителството го гледа и подопрен глас. Така Значи е. треба да реагира, но и самиот велите, но и не велите самиот, гледаме дека реакција нема. Само да ви кажам, ние што откривме 800 неносими дипломи, беше по дојава на МВР. Пазите, по дојава на МВР, кој што вика треба да се провери тоа, има тоа и тоа. Проверивме. Доставивме до МВР. Во МВР молк. Молк. Зошто молк? Некој му кажа. Но тука веќе не знаеме, можеби молкот е во обвинителство. Сега, молкот во МВР, тие треба да го достават до обвинителство. Не може, почитуван новинар, не може мене, а во книгава стои, Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, да му кажеш дека твојот заменик министер направил тоа незаконито и земал пари, и тој мене да ми каже дека тој е многу добар човек. Јас не реков дека тој како албанец е лош. Јас сум од Дебар, јас имам пријатели албанци. Не станува збор сега дали е тој добар или лош. Станува збор за криминал и корупција. Тој тоа го замижува. Јас отворено тоа му го кажав. Проблемот системски што е кај нас? Проблемот кај нас е во тоа што ние имаме два премиера. А тие два премиера се едниот е Али Ахмети, другиот е Зоран Заев. Господинот Оливер Спасовски ми вика што сакаш да ни се растори коалицијата. Јас ти доаѓам да ти кажам криминал, ти ми кажуваш мене да се открие да се растори коалицијата. Истото тоа ми го рече и Десковска кога открив на универзитетот Мајка Тереза започнување на универзитетот без акредитација. Тоа е нонсенс законски. Казните се драконски, тоа беа 100.000, сега 100.000 евра, сега се помалку, или 30.000, така. Значи, да започнеш ти универзитет без акредитација, тоа е кривично дело. Како за субјектот, така и за се премалчува. На фон универзитетот, ево морам да кажам сега. Започна учебната година по конкурс македонски и албански. Океј, тие се носификат. Сега таму имате, се држи настава на англиски јазик кој што се ненострифицирани. А тоа е одборот за акредитација и евалуација. Значи, нас ни фали токму таа евалуација и акредитација кој што треба да ги контролира овие работи. Ние имаме факултети, универзитети, кои што нема доволен кадар. Во Струга немаме доволен кадар. Министерот што е за информатичко општество завршил и како скокнал одма во настава научно звање поголемо. Па тоа е ово што го зборувам. Слободно можат да проверат. Ама овие, Да, господин да. Илевски, овие проблеми нас не се влечат со години. Сакам А универзитетите, Да. оние што ги спомнувате, јас не би спомнувал универзитети, универзитетите својата работа си ја завршиле, доставиле. Јас затоа реков, контролниот механизам затајува. Тие доставиле барање за акредитација. Зошто уште стои во некоја фиока е друго прашање. Не стои. Не стои. Акредитацијата се усвојува. Господинот Камбоски, дозволи малце, бидејќи во високото помалце сте запознати, во одборот за акредитација и евалуација председател е Камбоски академикот.
И тој ги акредитира сите. Но, не функционира она другиот механизам, а тоа е евалуација, што значи вреднување. Ако јас сум ви дал за 2 години, 3, ве акредитирам, евалуацијата е вреднување да се види како се работи. Кога ќе се констатира дека немате професори, кога ќе констатирате вакви плагијати и се до тоа подхитно треба се подразбира затварање на тие универзитети, на тие факултети. И друг момент сакам да кажам. Не се сите приватни универзитети лоши. Затоа што на јавните универзитети... Да, во јавноста се создава таква слика. Така, кога ќе кажете приватен, перцепцијата е таја. Но, да знаете, 87% од студентите, учениците од средно во високо, се запишуваат на јавните универзитети. 14-15% се запишуваат во приватните. Значи, имаме една ситуација која што општо гледано сме во една тешка ситуација во високото образование и затоа нас не нема на Шангајската листа во првите 1000. Ние сме некаде, Свети Кирил и Методи е 2000 и некоја, Гоце Делчев е 4000, 5000, другите да не ги зборувам и така Да, натаму. добро, немаме уште многу време, за тоа ве молам за блиц одговори. Димовски, очигледно дека ова што го зборуваме сега, вие зборувавте, го начнавте малку проблемот и за средното, кажавте ова, и за основното. Очигледно е дека имаме проблем со инволвирање на политика во образовните процеси и реформи премногу, а помалку стручност. Има ли начин да се извлечеме од оваа ситуација? Еве за крај да се обидеме да сублимираме нешто. Па добро, јас многу пати говорев дека неопходни се реформи и добро е што некои започнаа. Какви такви, барем започнаа некои реформи за разлика од долго време што ги немавме. Ако ништо друго, во едно минато време имавме 29 измени во една година на закон за основно и средно образование. Сега барем цели закони се носат, нешто тргна работава, но политика има. Ние имаме политичка влада, да се разбериме, политички министри во министерството. И нормално е да има политика во сето тоа. Но таа политика подитно треба да направи реформи во делот на уписната политика. Ние имаме се помалце, барем она што јас го работам во моментов со Центар за доживотно учење, преквалификациите за машинската електроенергетска индустрија и така натаму. Знаете ли дека преквалификуваме гимназијалци, економисти, завршени со средношколци од медицина и така натаму во заварувачи, ЦНЦ оператори или електричари. Затоа што нема кадар во тој дел. Нема кадар од проста причина што уписната политика во средното образование по донесувањето на законот за задолжително средно образование, за кое мое лично мислење е дека тој закон треба да се укине, апсолутно, да се даде слобода, а не задолжително да се запишуваат, а им се даде премногу ингеренции се даде на нестручните училишта, да кажеме. Гимназиите и така натаму и така натаму. Сега со новиот закон за средно образование, кој закон се работеше во 2017 и 2018 година од екипа, работна група од наставници, професори од основните и средните училишта. Значи, од базата се работеше. Предвидено е во паралелките да има најповеќе 24 ученици во законот тогаш. Јас лично го работев тоа. Сега слушав и читав некои најави дека во средните училишта паралелките ќе бидат со максимум 25 ученици. Во моментов се со 34, 35, некаде и 38. И не може да постигнете квалитет вие со 35-6 ученици. Ако таа реформа, ако тој закон профункционира, јас верувам дека тоа ќе биде една од најдобрите реформи која ќе биде направена последниве 20 години. Да. Добро, ни истече времето, почитувани, ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што следевте уште една анализа на телевизија 24 и останете со нашата програма.